Мора да признаваме дека квалитетот не само на наставата, туку преди се на учењето и капацитетот на учењето не може да биде во исто ниво како што е во стандардни прилики што ние го правиме. Токму раководејќи се од таа причина, ние одлучивме да новата академска година, тоест овај семестар што го привршуваме сега, да започнеме дури 2 недели пред тогаш кога го прогласува законот. Знаете дека законот вели семестарот академската година почнува од 1 октомври. Ние почнавме од 21 септември. И од тука, ова недела е последна 14-та недела на завршување на предавањата. На комбиниран начин. Значи, во хибридна форма, каде што првите 8 недели ги имавме 80% со физичко присуство, благодарејќи и условите што ги имаме, затоа што имаме доволни капацитети на училници, каде што можат со држење на дистанца да бидат присутни без да се загрозува здравјето на студенти и на стафот. И за задоволство можам да прогласам дури да цел период на овој процес, ние имавме само од 130 наставници, само 2 со ковид инфицирани во тој период. Да ви информирам дека од септември ние имаме нов борд, значи управувачка структура во универзитетот, која се води од новиот председател, професорот Клаус Тотерман, и нова стратегија усвоено со новиот борд за 2021-2025, која што е постирано во вебсајтот и вие може да ја видите. И за разлика од досегашните стратегии, значи немаме декларативни стратегии, туку чисто со одредени приоритети, но и со мерни индикатори. Значи имате точно како се мери постигнувањето. Не е само декларативно, ќе правиме ова, ќе правиме она. Не. Тоа што го велиме тамо е мерливо, индикаторите се мерливи објавени и тие не се само институционални, тие се и индивидуални. Така да ние применуваме така наречените индивидуални индикатори на индивидуална основа на секој поединец, преди се на академска заедница.